Почитувани гледачи, еве сме на почетокот на уште едно издание на емисијата 15 минути со. Мој денешен соговорник во оваа емисија е Ангел Димитриев, познат на јавноста како член на групата Интервали, добар гитарист, долгогодишен музичар, член на струмичката естрада. Ангеле, добар ден и добре дојде во емисијата 15 минути со. Добар ден, поздрав до телевизија ВИС, до вашите гледачи. Да. Требаше да ти кажам добро вечер, бидејќи емисијата се емитува нокно време, но се едно, ја снимаме ова емисија денско време. Кажи ми, колку време си член на групата Интервали? Во Интервали сум полнит 7 години, сега почнав и 8-та година, значи добар период, убав период, помјана со членовите, со фамилијата Чукови. Да. Ги спомнах фамилијата Чукови, семејството Чукови, легенди на македонската музика, забавна музика. Како е да се биде член во една ваква група, која постои долги години, и каква е соработката со брачниот пар Чуков? Па соработката е прекрасна, да се работи со такви луѓе, со такви професионалци пред се. На почетокот беше стварно тешко. Значи секој почеток е тежок и соработката беше тешка, напорна, али со многу работа, со многу разбирање од двете страни. Мислам дека успеевме, направивме нешто малку помодерна Интервали. Така јас сум воодушевен од нивната професионалност, од нивната посветеност спрема музиката, љубовта спрема музиката, спрема македонската забавна музика и да не го забораваме Том Џонс. Така е. Да не се лажеме, Мирчо и Жана не се познати само на територијата на Македонија, туку и порано во бивши југословенските простори, бидејќи учествувале на бројни настапи и фестивали и надвор од границите на нашава земја. Составот на Интервали секогаш се менувал со годините наназад, доаѓале и заминувале повеќе членовите и велиш си 7 години. Како се случи тоа да станеш член на групата Интервали? Па тоа е навистина интересна случка. Се случи да поранешниот член Коста Боза, поздрав и до него, се повлекува од музиката и така дојде Абер до мене, сака Мирчо Чуков да те проба, каков гитарист и шо си, дали ќе одговараш за критериумите за Интервали. Па тоа се случи сабота, се сеќавам, каде што треба негде поручек да одам на одмор за Грција со мојата фамилија и во еден час ми се јавува да дојдеш во студиото на Горан Кукиш да пробиме да видиме кој си, што си, како што. И така. Еден вид аудиција. Така. Па да, кастинг, да го пробам покрај, бидејќи имало и некои други алтернативи за гитарист. И така во еден час ми се јавуваат. А ти треба да заминеш за Грција во колку часот? Да, во 3 треба да одам на одмор, со цел спремано се кола, спремано тие работи. И ја земав гитара, шо ќе барам јас со Интервали се, тоа бренд, кај јас се во Интервали. И идам во еден часот во студио кај Горан Кукиш, таму господин Мирчо Чуков, не се знаевме лично вака индивидуално. Земавме гитара, посвиравме клавиатура, бубње, тоа се чуи. И после 10 минути, господине Геле, добро дојде во Интервали. А како е? Ти си идеален за Интервали, тоа што слушнав е доволно, мислам дека одговараш. Кога одеш на одмор? Па за саат-два, па добро, имаш време да најдеш една бузука и да вежбеш таму. Како? На одморот да вежбеш, така? Но како бузука да најдеш? И па тоа е условно, пошто
свира веќе долго години во казино Фламинго, кај што се преферираше повеќе грчка музика. Условот е вика бузука да се свири, да се најдеш, кај да најдам бузук. И ми текна за позав идол господин Стојчо Мишинов, што ми излезе во сосед. Ја даде неговата бузука, заминав покрај сите реквизити за на плажа и со бузука у гепек. И тоа беше кошмарен одмор за мене. Тоа беше кошмар, не заборава, нема да заборава цел живот. Сите на плажа, ја бузука, вежман, тенко враче, мало враче, не оди, рака, леле, нервози, се потам, сите се потат од жешкото сонце, јас од бузуката, али бев упорен, навистина, бев упорен. И мора да кажем дека првата свирка ми беше со интервали во казино Фламинго и тоа директно од плажа од Грција, од Евридики, директно у казино, гитара, облика, се тоа и свириме. И после првата проба, Мирче вика, шо тие камења, вика, побинат. Викам, тие се од моето срце ми падна камен, така, значи, толку беше малку стресна ситуација, ели, мислам, испадна се. Сепак тие знаат како беше, не им беше и на нив лесно, со нов член, значи. И така поминаа 7 години, веќе влегуваш во 8 година, одличен тим сте, соработувате супер. Сега, околу бузуката, веројатно не е само причина настапот во Фламинго, кај што се преферира, нели, повеќето грчка музика. Мирчо Чуков и групата Интервали негуваа грчка музика и многу пред тоа, бидејќи дел од нивниот репертуар се сведуваше и на тој дел од музиката, така ли? Да, има во репертуарот доста многу убави грчки песни, да не исполнуваме Ремас, Василий Карас, страшни песни има. Значи, само тие може да ги донесе, да ги долови Мирчо Чуков во казино Фламинго. Значи, овде Бевте како дел од инвентарот. Да, там. Незаменливи. Не знам, 15 години во Фламинго. Се свира и странски еврегрини. Бузуката нешто може да кажем веќе знаки за разпознавање за група Интервали. Значи немаме свирка кај што да заборавиш бузука дома нема шанси. Значи имаме доста песни кај што се и во наши песни кај што е вметната бузуката, не мора да се свири само грчко. Но тоа е тоа, Мирче за грчка музика свакам е експерт. Ако рече тој 200 песни знае, јас мислам дека има 300 песни. Добро, она што ми интересира е пред да влезеш во интервалите, исто така се занимаваш со музика, долги години, колку време си на сцената? На сцена сме од 87 година. Тогаш членов во група Катапулт, поздрав до нив, Дебоки, Бубиш, Буба, Ванче Шарламанов. Значи тоа беа почетоци, ергенски, средношколски, настапува на рок фестивал Гитаријада имаше во Скопје, се правеа песни, се снимаа песни. 87 година ќе се потсетам, првите снимени песни, демо снимки беа направени во студиото на Роберт Саздов. Тогаш не постоеше ни ластовица, значи тој беше фанатик уште тогаш за музика, со студија, со инструменти, значи тоа беа почетоци со групата Катапулт, потоа со текот на време се менуваат членови, па така дојдов и до Интервали, кај што. Значи едно долгогодишно искуство твое музичко, колку години отприлика? Па има добри 30 години. Да, 30 години со мала пауза негде од 2-3 години, кај што малку се повлек од музиката, но потоа испадна. Значи, паузата ми беше пред Интервали, кога мисле веќе дека не би требало, да, доста беше, но кога дојде понудата Интервали, тоа беше помодно што не смееше да се пропушти и мислам дека ја направи вистинската одлука. Јас го спомна бузукито, ти беше и се уште си гитарист. Каква е разликата? Постои ли голема разлика помеѓу тоа да се свири гитари и да се свири бузук? Има огромна разлика. Бузуката е повеќе, според мене,
наменета за гитаристи што ја негуваат народната музика. Бидејќи интервали се повеќе позабавните, исто и јас се сметам во тие забавни води, малце ми беше тешко. И се уште е тешко, не можам да кажам дека ја свириш прекрасно, кога чуеш некој грчки музичар, Маноли, да не ги спомна. Значи, ќе се разочараш од бузуката. Али, пак ќе почнеш, ќе вежбаш, мислам дека се вклопиш со неја. И сега ја имаш совладано одлично. Да, добро, имам добра бузука. Еден колега грк бузукаш добро ми ја набави од соло, ми ја донесе, страшен убав тон, професионална бузука. И се снаоѓаме, тераме. Ангел доживеа и настап на фестивали заедно со групата Интервали. Неодамна бевте на 2 фестивала, на Охрид фест и во Штип на Макфест. Твоите искуства што велат? Моите импресии, сега кога се надоврза беше Охрид фест, кога настапивме, значи тој беше настап на интернационален, како Владо Каленбер, имаше од секаде и најимпресивен бех импресиониран од разговорот со Владо Каленбер. Викам, ние сме струмичени како ти. Бидејќи Владо Каленбер е роден во Струмица. Да, вика, бев 2 месеци кога добил татко му прекоманда во Загреб, како војно лице. Но го вика, има една анекдота, има нешто што ме врзува за Струмица, што секогаш ќе ја паметам. Па дај да чуме. Вика, Сребрена и Крила кога беа најпопуларни, имавме концерт закажано во Струмица. И градоначалникот тогаш ни рече, не во сала, ќе го правиме концертот на стадион, бидејќи беше ново изграден стадион и немаше никој настапувано. И се сложивме, местиме инструменти, пробуваме и почнува концерт. Народ пуно. Девојчина разни плачат, ланчиња редат на врат. Почнуваме една песна, втора песна, крак снемува струја. Цел генератор, сел Струмица без струја. Вика, по тоа ќе ја памам Струмица, а не како 2 месечно бебе. Настапивте и на Макфест и имавте прекрасна песна, која според многумина требаше да не само да освои награда, туку требаше и да победи. Но тоа не се случи. Не би сакал да зборам за околу наградите. За мене најважно е за оваа песна да допре до увото на секој любител на добрата музика. Тоа е една шлагерска песна од господин Копров, кој што го наврати Макфест на 90-тите години, оние шлагерски ноти што излегува, што беше препознатлив Макфест по ова шлагерска музика. Не се преоптоварам со награди, имавме убав сценски настап, убав аранжман, убав интерпретација. Значи, имаше многу млади, талентирани пејачи. Нашите Александра, исто ќе спомнам, прекрасна изvedба. Александров, впрочем, е и двоен победник на Макфест од претходните. Доби награда за најдобар аранжман, што мислам не беше грешка и да земеше за најдобра интерпретација, бидејќи ја донесе песната. Само таа може да ја донесе песната на свој начин со тие емоции што ги изрази. Значи, и одличен вокал. Да, прекрасен вокал. Имаше и други млади пејачи што стварно навистина ќе допрва ќе се служи свет. Убави се тие. Да. Убави се тие искуства фестивалски. Имавме и дружби со овие помладите, со победникот кој што една прилика во позади сцената, бекстејџот, ме праша, вика, да сакаш која место, вика, освои, вика, која награда? Викам, колку се сеќавам, викам, 2 место. Па да знаеш, вика, таа песна секаде се свири, дури и по дискотеки диџеите ја миксаат таа песна, што значи не е битна награда. Парите се трошат, песните се заборават, али вистинската песна останува секој пат вечна. А тоа ми го рече, потоа видов и победникот на овогодишниот фестивал. Што имаше убава песна, прекрасна интерпретација. Добро. Ајде малку да поразговараме кој е Ангел надвор од музиката, што прави Ангел кога не свири? Па вака се. Ангел свири стварно. Значи, дали по дома, дали по дружби, со другари, со роднини, стално свири. Значи, тоа не се прекинува. Ангел е вработен во фабрика за мебел Алмак.
поздрав во фамилија Андонови, до моите колеги кои ме гледаат таму. Значи, оженет, татко на син, керка. Да се здрави и живи. И живи, полнолетни, вработени. И тоа, покрај... Исполнет си убав живот, имаш она што ме интересира. Твоето име е Ангел, ама сите те викаат Геле, ама жена ти те вика Али. Каде сега тоа? Сега така. Значи, уште како мал, значи, мене името ми е Ангел, уште мал малите ме викаат Ане, на Галони, и така сите ме знаат, некаде до почетокот на средното училиште за пишување. И тогаш се запознав со мојот кум, мојот другар Боко Минов, Борис Минов. Не вика тебе, Ангел, не ми се, а не знаеше дека ме викаат Ане, тебе ќе те вика Геле. И така почна Геле, и за после неколку години да се случи тој да биде кум на мојата свадба. Значи не само на моето име Геле, значи кум и на мојата свадба. И така повеќе ме разпознаваат по Геле, а доколку некој ми се обрати како Ане, знам дека тоа е некој пријател, другар, комшија од децата. Или твојата сопруга. Или мојата сопруга, моите најблиски, моите родители. Значи, добар музичар, активен во музиката, активен на своето работно место, семеен човек, задоволен ли си од животот? Да, задоволен. Сите велат дека значи може и подобро, не? Кога пак би се родил, пак би сакал да свирам гитара, пак би сакал да имам ова прекрасна семејство, ова поддршка, и тоа не би менувал ништо. Ангеле, ти благодарам за разговорот и учеството во емисијата 15 минути со. Ти посакам уште многу успех во животот понатаму. Благодарам и на вас за поканата.